алармантната состојба со хигиената, попладнево ги мобилизираше и скопските градоначалници. За попладнево беше закажана итна средба на ЗЕЛС. Пред светиштето на ЗЕЛС е Јорданчо Цветановски, во живо го имаме во вестите. Па Јорданчо, да чуеме на почеток дали почна средбата и какви заклучоци се очекуваат од истата. Така е, Борче, средбата на представниците на ЗЕЛС која се одржува во општина Киселава заврши пред некои 15 на минути. Тема на средбата бил сметот, проблем кој што подолго време со кој Скопје подолго време се соочува, меѓутоа стана особено актуелен во последните неколку дена кога ѓубрето во повеќе општини остана несобрано. Првиот човек на ЗЕЛС Орце Георгиевски и градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски кажаа дека општините ќе се потрудат деновиве да го исчистат ѓубрето. Меѓутоа, што точно кажаа тие, да слушнеме во продолжение. Ќе ја разгледаме и можноста и ќе ги контактираме дел од нашите колеги градоначалници надвор од градот Скопје за да помогнат. Јас ќе апелирам на разумност кај Дрисла, јавното предпријатие и раководниот кадар таму да не прават обструкции при влезот на механизацијата која што евентуално би се упатила, а ќе биде поврзана со отстранување на отпадот најмногу околу континерите кои што се таложи изминатиот период. Ќе разгледаме и други начини како ќе можеме да влеземе во коштец со цел да го амортизираме ова што се случува. Изминатите 5 дена немаше воопшто ниту еден камион од комуналното предпријатие на територија на општина Центар. Ние имаме дополнителна изнајмена механизација, работиме во двосменски нашите хигиеничари за да го отстрануваме сметот од улиците, но за жал и тоа не е доволно. Така, градоначалниците на повеќето општини по крајот на средбата зад камерите кажаа дека се разговарало на повеќе точки како да се реши проблемот со отпадот низ Скопје. Меѓутоа, што точно ќе се случува, односно што точно се разговарало на овој состанок, од ЗЕЛС најави дека ќе испратат соопштение, така да повеќе информација најавам за следното информативно издание. Порче? Така, Јорданчо Цветановски беше тоа во живо околу состанокот на ЗЕЛС за ѓубрето низ Скопје. Ти благодарам.